Ова утро во студиото на К1 ќе разговараме со добро познатиот поет, раскажувач, романсиер, автор за деца и млади, книжевен историчар, антологичар и преведувач и поранешен новинар. Автор на повеќе од 60 на книги, а приредил повеќе од 80 наслови од македонското публицистичко и книжевно наследство. Станува збор за господинот Васил Тоциновски. Добро утро, господина Тоциновски, и добро дојдовте во утринската програма на К1. Добро утро и да ви посакам секое добро. Така, благодарам. Јас нашиот разговор ќе го започнам и со последниот настан кој што се одвиваше во нашиот град Велес. На Велешките поетски средби со учество на 20 на поети од Македонија содржа промоција на вашата книга именувана како Грлици. Вие за оваа книга ја добивте наградата од Езерски брандување. Што точно значи оваа награда за вас и потоа ќе се наврземе за содржината на книгата? Мене ми представува особена чест и задоволство кога сум во својот Велес, во својот град. Така што секогаш голема радост ми причинува ако моја книга или некој мој настап е поврзан со Велес. И практично би рекол дека првата промоција на мојата најнова книга Грлици ми е особено драго што се случи во Велес. Тоа е книга која на одреден начин представува комбинација и потврдува дека литературата не се дели на литература за возрастни читатели, литература за деца и млади, од причина што не ја признава поделбата по возраст, по некакви генерации, туку постои само добра или помалку добра книга. Особено ме радува што Градската библиотека и клубот на писатели Коста Солев Рацин се во последниве години двигатели на културниот живот, што секогаш следат, афирмираат во континуитет она што се случува и што еве Велес би рекол по еден празен простор има еден творечки капацитет кој мислам дека поново го враќа од она негово славно минато како еден значаен македонски културен, револуционерен, обштествен, политички научен центар. Така. Што представува Грлици? Каква книга е таа? Која е содржината на оваа книга? Па, самиот наслов Грлици е една поетска метафора. Так. Птиците, две влюбени птици, две грлици, кои доаѓаат на прозорецот на четвртиот кат во станот на универзитетскиот професор и тука се заврзуваат приказните за животот, за човекот, за смислата, безсмислата, за абсурдот и парадоксот на екзистенцијата. Но наспрема искуството, наспрема староста, наспрема третата доба и светот на детството, зашто и оној стариот човек некогаш бил дете. Таа врска се враќа во светот на детството, оној нежен цвет што секој го носи потајно во нас, светот на радост, на убавина, на оптимизам и едноставно во тоа рамноправно комуницирање децата покажуваат дека имаме еден и единствен живот, дека тој живот треба да го живееме квалитетно. Так. Немаме некаков резервен, некаков втор живот, каде што ние можеме себе си своите постапки, своите размислувања да ги коригираме и да се вратиме на некаков прав пат. Значи, правиот пат е оној пат, па и оваа книга Грлица, односно Грлици, кој покажува дека онаа позната крилатица, еве ви го Малиот принц. Детска книга, но прекрасно четиво и за возрастни. Так. Еве, тоа беше она спојот. Детството, искуството, годините, минатото, староста, за да се покаже колку е убаво да се биде човек и да се исполни животот со убави работи, со љубов, со почит, би рекол со насмевка, а има ли нешто поубаво од тоа што може да го даде, го покажува и го докажува детето. Така. Ќе се надоврзам со вашата последна реченица. Инспирација во вашите дела обично се децата. Зошто токму децата ги одбравте од се она што се случува во животот? Зошто токму за децата сакате да пишувате? Па, убаво забележавте, практично
во овие 50 кратки раскази, јас ништо не измислив. Ништо не измислив. Првиот дел се приказни, оно што го слушав, оно што гледав како растеа моите внучки од мојата сестра во Велес, Наталија и Кристина. Бележев како тие стануваат своји личности, дури и кога се малечки резонираат, имаат, немаат време за нешто, нешто сакаат или не сакаат. А вториот циклус пак се раскази за оно што го доживува во една друга, би рекол, еден друг простор, еден друг ментален склоп. 7 години бев во Риека универзитетски професор и таму имав можност одново да го бележам секојдневието на детето. Сакав да направам еден универзален, еден истовремено и микро и макрокосмос и да покажам дека оно единствен живот. И стариот и старецот е еден на било која страна од светот. И нема ниту едно поголемо богатство од децата, било каде да се, било која боја на кожата да ја имаат или во себе која вера и религија да ја носат. Од едноставна причина што тие покажуваат и секогаш не упатуваат да се почитуваме и сакаме себе си. Тоа никој друг нема да го стори за нас. Љубовта, разбирањето, почита. Оно што рековме представува нешто возвишено. Беше основниот елемент во создавањето на оваа книга, за да се избришат границите меѓу она и оваа страна, меѓу другото и другоста и да се покаже величествието на неговото господство, а тоа е животот. Така. Освен тоа што сте писател за деца, имате објавено и голем број дела каде што ја истражувате македонската литературна историја. Што ги не кажете околу ова? Па, јас би рекол дека моја животна професија и моја најголема љубов беше книжевната историја. Особено македонскиот 19 век, кој е најзначајното раздобје, еден период, јас би рекол, една епоха кога се формира и се заорува најдлабоката бразда и во исто време се афирмира македонската национална мисла. При тоа да не заборавиме дека во тоа изборување, низ собствена борба со собствени жртви, единствено можеме да ги избориме своите национални и социјални права и слободи. Библиската земја, како што е нашата Македонија, за жал со векови била под робство, негирана, непризнавана, приграбувана, нејзиното тело било распарчувано, крварело, а луѓето, одговорни со зборот, писателите, се оние кои се свест и совест на своето време, меѓутоа и визионери на својата татковина. Моја професија, би рекол, моја немерлива љубов се дводомните автори, двојазичните автори. Тоа е она универзална судбина и на човекот и на творецот. Таа не е денеска измислена или таа не е судбина само на македонецот, таа е карактеристична за Македонија и за македонците, но е екзистенција што имаме во целиот свет. Во сите тие војни, востанија, буни, во делбите и преселбите, многу македонци морале да ја напуштат својата татковина, да се образуваат, да останат да живеат во туѓа средина. Со тоа, како новинари, публицисти, писатели, научници, го користат и туѓо јазичниот израз. Но сега доаѓаме до на суштинско прашање, зошто е тоа моја голема љубов? Да покажеме дека било што се случило и на крајот светот, македонецот си останува во својот корен, го носи своето македонско срце и негова единствена, голема, би рекол неповторлива тема е Македонија. Јас секогаш настојувам да откријам заборавени, непознати или помалку познати автори и меѓу нив особено ми причинува чест и задоволство што
Велес je centarot na našето македонствување. Во него како да се собрани сите македонски револуционери, новинари, публицисти, од традицијата започната со втемелувачот на новата македонска книжевност Јордан Хаджи Константинов Джинот, до би рекол легендата, втемелувачот на современата македонска литература Кочо Рацин. И еве, доаѓаме до еден прекрасен, конкретен пример. Рацин своето творештво го создавал на 3 јазика. Меѓутоа, своето капитално дело чувствувал дека литературата по своите универзални, општочовечки пораки и димензии да ја носи бојата на својот национален идентитет на македонскиот најпокор. И нашата една од библиските македонски книги, стихозбирката Бели мунгри, објавена при крајот на 1939 година во Самобор, не е напишана ни на дијалектна форма, ни на некој друг јазик, туку на нивото на македонски литературен јазик. Од тука и во разговорите со тогашниот млад автор, подоцна и познат академик Марин Франичевиќ, кој истата година објавил своја поетска книга на кајкавски дијалект, Рацин долго дебатира со него да му објасни дека неговите Бели мунгри не се дијалектна, туку тоа е поезија напишана на македонски литературен јазик. Еве, само овие компоненти овака набројани, мислам дека се доволен повод да се оправдам себе си, зошто сум се определил за 19. век и за, можеби, најзначајното, најинтригантното прашање воопшто во литературата, во светски контекст, прашањето за дводомните или дво и повеќе јазичните автори. Вие сте многу плоден писател и поет со многу успешни дела зад вас. Би ни издвоиле некое дело што за вас има некое посебно значење? За авторот секое дело е некаква негова рожба, тоа е негово дете. Дали може би и првото дело е за вас? Секако, да речеме, за мене посебно представува првата книга поетска Тајна во сонот, беше објавена 1972 година, но јас мислам дека книгата Раскази Трета казна, што ја објави македонска книга со потписот, тогаш директор беше познатиот македонски писател и академик Славко Јаневски, е мојот вистински влог, вистински старт во тековите и резултатите на современата македонска литература. Токму таа книга ме внесе во една антологија на новиот македонски расказ, односно на новиот југословенски тогаш расказ, во кој беа застапени 28 млади автори, меѓу нив и тројца македонски раскажувачи, меѓу кои беа Зоран Ковачевски, Митко Маџунков и јас. Да, во право се, постојата дела, секогаш ќе кажете како и од своите студенти, од своите пријатели, познати, па ќе кажете ова ми е мене најдраго, најмило. Така јас би рекол дека мојот докторат, објавен во книга, зборот Куршум и динамит за Атанас Раздолов, првиот соработник и другар на македонскиот идеолог Гоце Делчев, представува извонредна книга што јас и денес ја сакам, затоа што тоа беше вадење од заборавот, од прашината, од мракот, од темнината, можеби од системот на уништувањето на една личност која целиот свој живот објавил 26 книги, а останал непознат, а таа негова несреќа, би рекол, мене ми ја донесе несреќата на многу малку години, токму за оваа книга да ја добијам и државната награда што го носи името, а поубава награда, поубаво име не можете да имате, ако таа награда го носи името на Гоце Делчев. Така. Јас ја објавив потоа монографијата Поет изгнаник за исто така една значајна велешка личност, Милан Војницалија, чичко на нашиот Коле Неделковски, инаку учител и на нашиот Кочо Рацин. И оваа книга ми е посебно драго зашто тој човек во 1924 година од српските власти бара да биде напишана и издадена граматика на македонски јазик.
А да го дополнам, нека не биде тоа само фалба, Така. Собранието на општина Велес за оваа книга ми е драго, ми ја додели наградата за животно дело Гемиджиите. Така. А има ли нешто повеличенствено од нашите македонски гемиджии, кои, еве, гледаме овдека, се арчеа и се дадоа за татковината. Оно што би сакал да го одбележа меѓу тие драги книги е моето архивско истражување во Бугарија, на блескотното поглавје Македонскиот литературен кружок во Софија, кој постоеше и действуваше од 1938 до 1941 година. И за ова поглавје објавив 10 томови, кои дадоа една сосема нова слика, негираа многу работи што дотегаш се пишуваа за ова блескотно поглавје во македонската литература, а во кој го имавме и нашиот велешанец Коле Неделковски како еден извонредно значаен автор. Од литературата, да не биде дека ја сакам само науката, посебно ги сакам детските книги, особено да речеме романот Мегдан за игра, кој е врзан за Пак со Втората Велес. светска војна, толку така, вие го знаете, Така. Мегдан за Велес, за таа атмосфера. Особено ми е драга книгата Звони два пати, која имаше 3 изданија во Македонија и тогаш беше прогласена за најдобра детска книга на годината и имаше своји издание во Хрватска и во Босна и Херцеговина. И секако книга што ми исполнува на својата љубов, се враќаме на расказите, на оној модерен творечки сензибилитет, на Сушачко попладне, книга која беше првото издание објавено на хрватски јазик, беше закитено како најдобра книга проза на годината од Хрватското книжевно друштво со книжевно перо. Потоа таа книга го имаше своето македонско издание и заедно со колегата, нашиот велешенец Игор Крајчев, го поделивме престижното признание Прозни мајстори, а во 2014 година оваа книга го доживеа второто издание на хрватски јазик со предговор од 50 на страници од Дива Черњар и својот превод на полски јазик. Еве, тоа се оно што во мигов можам да се присетам и да одвојам како нешто што го носам посебно драго и на кое сум и горд и задоволен, зашто сепак сме оставиле некоја трага по која може би утре ќе бидеме и запомнати. Така. И веќе ме прашам нешто подруго од оваа тема. Дали времето во кое живееме е предизвик за поголема вклученост на творците во поезијата и прозата? Што мислите вие за ова? Ова е извонредно динамично време. Светот на глобализацијата носи едно превртено време. Пореметени се естетските вредносни мерки. Но јас мислам дека македонската литература, особено генерациите од 1980-та, овие 3 последни децении, веќе македонската литература ја афирмираат широко во Европа и во светот. Тие се еден нов творечки сензибилитет кој наместо метафори, символи, наместо некои убави украсни средства, се повеќе, да речеме, употребуваат иронија, сарказам, може би некаков црн хумор, меѓутоа го сликаат реалниот живот. Тие всушност ја покажуваат теоријата дека литературата секогаш извира од животот, таа го одразува животот, но постои златното правило и таа секогаш била нешто повеќе од животот. Еве како илустрација, кога нешто говорите, треба нели да го и аргументирате. Да речеме Томислав Османли, неговиот роман 21, кои имаат мноштво изданија од едниот до другиот крај на светот. Или да ги припомниме од помладите генерации Гоце Смилевски, Лидија Димковска, Никола Маџиров, кои се денес светски маркери, почитувани имиња, чија младост, јас би рекол, всушност е и младост на македонската литература. Тука никако не смееме да заборавиме, да речеме, и македонската драма со главните маркери, како што се Горан Стефановски, Јордан Плевнеш, Дејан Дуковски, чии дела не се само книги, драми кои можеме да ги читаме,
туку се и театарски представи за уживање. Од тука мислам дека денешното време уште повеќе како и пред вас новинарите поставува извонредно сериозни задачи на кои мораме да одговориме, но со многу дикат, што велат Велешани, затоа што ветриштата и непогодите во светот се секакви и треба во нив гордо и достоинствено да се чекори. Така, токму така. Како вие би го дефинирале творештвото во овој миг и врз што е свртано вашето творечко внимание? Па, ја знаете како викаат, понекогаш човек срамежливо и се враќа и на својата прва љубов. Па, еве во последно време, долго време не пишував поезија, меѓутоа, одново се враќам на оној, можеби, најчувствен дел од творештвото, тоа е поезијата која единствено ја признавам како систем на емоции. Ако ги има емоциите, таа може да биде кој жанр, кој вид го сакате и што посакувате да воведете. Во областа на детската литература во овие последни години исто така навратив со еден посебен сензибилитет и книжевната наука, која и е моја професија и голема љубов, во едно компаративно проследување, конкретно, во последниве десетина години, проследување од една страна македонски, од друга страна хрватски автори. Да речеме низ различни векови. Јас учествував на еден меѓународен книжевен и научен собир во Корчула и таму меѓу другото говорев за најзначајниот хрватски автор на 17. век, значи векот на барокот, Петар Канавелич, и го компарирав со македонскиот 19. век, со исто така за нас интригантната, јас би рекол неповторлива личност, нашиот велешанец, Јордан Хаджи Константинов Джинот. На прв поглед тоа изгледа неверојатно. Спојувате две различни епохи, спојувате два различни географски системи, спојувате два различни ментални, национални кодови. Меѓутоа, творецот, големиот творец, по универзалните мерки, и во неговиот живот, и во неговото творештво, носат нешто што точно ги одбележуваат Канавелич со неговите драмски текстови, кои денеска се чудесно задоволство во магијата на Дубровник, Дубровничките летни игри. Но ние мораме да бидеме горди на себе си со нашиот джин, кои денеска, не само со нашиот Велешки театар, и неговите драми и зачетник на македонската литература и театар представува еден културен профил од европски ранг. И она втора димензија, исто така компаративното проследување, но сега не компаративно, туку барајќи ги македонците кои се одродиле или останале во својата национална позиција, кои пишуваат, создаваат на српски јазик. Но нивните теми и мотиви, како Миливој Антониевиќ Дримковски, се исклучиво македонски. А тоа не е ништо ново, за да се подсетиме на големиот американски и македонски писател Стојан Христов, кој во Америка е една извонредна јавна личност. Меѓутоа е писател кој во сите своји 5 романи не напиша ни збор нешто друго, освен пишувајќи ја тажната историја и вековните опстојби на неговите македонци и неговата татковина Македонија. Така, господине Тоциновски, јас како што кажав и во најавата, ви имате поврзаност и со новинарството. Наред тоа да го кажеме малце подетално, би ве прашала писателството и новинарството, која блискост ја имаат? Еве, вие како сте го работиле тоа 20 и повеќе од 20 години, а и сте воедно и писател, кажете ни ја разликата и дали има разлика всушност? Јас поминав точно 2 децении, од 1965 до 1989 година во телевизија Скопје. Почнав како новинар, потоа бев во тројцата водители што го водеа ТВ Дневникот, кога стартуваше, тој имаше само 15 минути, и потоа преминавме на оној телевизиски дневник од 30 минути, што одеше на тогашната Југословенска радио телевизија,
секоја недела. Потоа бев главен и одговорен уредник на втората програма, главен и одговорен уредник на секторот за научна, образовна и училишна програма и мојот последен проект Бушава азбука практично беше 20 години збогување со куќата. Конкретно да одговорам. Во времето кога јас бев, тогаш Македонската радио и телевизија, работеа околу 200 писатели. Значи на платниот список во радиото и во телевизијата беа 200 писатели. Генерални директори беа Матеа Матевски, директори беа Димитар Солев, Благоја Иванов и така натаму. И јас знам од своето искуство дека новинарството е една прекрасна професија. Черчил вели, треба да бидете умен да останете во неа 5 години. Јас не бев многу умен, бидејќи поминав 20 години. Но, она што и мојот драг колега, кој ни беше и директор, писателот Благо Иванов, секогаш велеше: Васил, времето потрошено во новинарството ќе ти се исплати. Нема да бидеш писател кој ќе пишува тешко. Ќе му биде потребно една година да напише една страница. Новинарството ти дава шанса брзо да размислуваш, интелигентно да реагираш, да имаш добра мисла и смисла, да имаш целина, да имаш стил и јазик. Еве, тоа е богатство и јас мислам, ако не беа оние 2 децении во телевизија Скопје, јас не знам што и како би бил, но сигурно знам дека она што сум денеска, телевизијата, искуството како новинар и новинарството ми ја дадоа оваа извонредна можност да бидам таков каков што сум. Така. Какво беше новинарството во тоа време и какво мислење имате за сега, за до ден денес? Па јас мислам, ние бевме во еден друг систем, нели систем кој имаше право да проповеда дека тоа беше најубавата, најсреќната земја на светот. Телевизија Скопје беше во системот на Југословенската радио телевизија и тоа беше единствената телевизија, значи медиум, кој ви се наметнуваше и вие не можевте да реагирате поинаку. Тоа беше стратегија, политика, така што, како илустрација би напоменал, јас ја споменав, 5 години ја воде втората програма на телевизија Скопје, која покажа една друга димензија, друг квалитет. Телевизијата не смее на гледачот да му го замени животот. Треба да го остави тој да го живее сопствениот живот, но таа да биде прекрасен, отворен прозорец кон светот, кон културата, уметноста, убавоста, смеата, веселоста. И вторите програми, тие ги има Скопје, Белград и Загреб, која одеднаш стана конкуренција и ја загрозија. Првата програма, оптеретена со нашето секојдневие, со проблемите, таа мораше да биде уништена од постарата сестра, од првата програма на телевизијата. Мислам дека денеска можностите се не самата технологија. Меѓутоа, вие како луѓе, информирани, генерации кои растете со познавање на многу светски јазици, растите со технологијата, со компјутеризацијата. И секако се има и негативно, да речеме, за мене глобализацијата е нешто што го исклучува индивидуалното и посебното. Мислам дека новинарството е денеска пред голема одговорност, пред голема динамика, но мислам дека тоа професионално се носи, не информира и доволно е што имаме први информацијата, што нешто знаеме, што нешто умееме, а верувам дека иднината и конкуренцијата го прават своето. Значи, вие практично ни се давате себе си, меѓутоа во исто време ни отварате еден широк простор и велите имате, измислувам, 10-20 телевизии, еве вие можете да одберете она што вам најповеќе ви одговара. Во секој случај, новинарството е една прекрасна професија, која полека и неретко се претопувала и од неја изникнувале големи автори, како што да речеме еден Ернест Хемингвеј. Така.
И за крај, пред да го завршиме нашиот разговор, да им кажеме на сите гледачи зошто читањето треба да биде нераскинлив дел од секојдневието на секој човек. За жал, јас половина од својот работен стаж го поминав во телевизијата, половина на универзитетот. Денеска и во светот, не само кај нас, малку се чита. Ве фаќа едноставно тага кога ќе ви дојде студентот на испит и вие гледате дека тој ништо не прочитал, освен она што на интернет можел да го добие, да го информира. Мислам дека денеска читањето е некако во криза. Така. Може би забрзаниот од. Може би економската криза што го мачи светот. Се она што подразбира наше сивило катадневие, но тоа сивило катадневие немање или имање во светот воопшто. Мислам дека читањето треба одново да му се вратиме. Оти со него, а новинарството и литературата го имаат најзначајниот дел. Секогаш не подсетувате да го сакаме својот мајчин, во нашиот конкретен случај, македонски збор. Да се подсетиме на мудриот, значајниот и најголемиот македонски печатар Теодосија Синаицки од 19. век, кој обраќајќи му се на својот народ, кога првпат во богослужбата и во литературата се воведува народниот јазик, вели еве ве клуч, не од злато и сребро, зашто тој се свива. Еве ви клуч од челик, кој не се крши и ги отвора сите врати. А тоа е народниот македонски говор. Да се подсетиме на нашиот идеолог, личноста на македонскиот 20 век, Крстеми Сирков, кој не предупредува оти како што си ги сакаме народот и татковината, така треба да си го сакаме и својот јазик. Или таа проширена мисла од Блаже Конески, да си го чуваме јазикот, да го браниме, зашто додека го имаме јазикот, ја имаме и татковината. А на тоа белите мугри метафорично или символично, како сакаме да погледаме, но мощне практично на Кочо Рацин укажа дека македонскиот книжевен јазик е нашата најубава симфонија. Тој е рамноправен член на големото семејство на јазиците во светот. Ете, тоа е пораката што треба сите ние заедно како битија да ја носиме, да ја негуваме и да ја афирмираме. Така. Господине Тоциновски, јас ви благодарам за вашето гостување. Ми беше чест и задоволство што разговаравме токму со вас на оваа тема. Се надевам дека ќе бидете повторно дел од нашата утринска програма со некое ново дело или со некоја нова тема. Па, јас себе искрено би сакал да ви се заблагодарам. Многу се израдував кога ми се јавивте, од причина зашто 50 на колку години сум излезен од Велес и прв пат ја имам можноста да бидам во некоја велешка телевизија, а ви реков, секогаш се чувствувам најубаво, најсреќно кога сум во својот град. Така. Почитувани гледачи, после разговорот со нашиот денешен гостин следуваат рекламите, па се враќаме со останатите содржини за денес.